Ne, dajte, počekajmo še nekoga kamera, da je pa še sekoš, baremo še 5 minut. A dobro, ja.
че има потреба да го гасиме спотот. Не, гласот зборувам само. Не, дали ви смета вас затоа да, окей. Или да се намали ако ви смета. А сега вака само че? Не, на мют, нека се мота тоа, ама на мют стај го. Добро. Ајде. Микрофонот е во ред, така? Чекај, видам да го исклучив телефонот, ама за секој случај. Кажете кога ќе бидете во ред. Ајде, тоа почекаме. На последново столче има место, ама ако сакате да... Добре. Како ќе бидете? Може, проред. Почитувани представници на медиумите, ми представува голема чест и задоволство да ви посакам добре дојдој на конференцијата по повод престојните денови на медиумска писменост 2022 година, кои почнувајќи од денес ќе траат до 1 ноември. Четврта година поред, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја дава својата безрезервна поддршка на мрежата за медиумска писменост во организација на деновите на медиумска писменост. На овој начин агенцијата продолжува да биде проактивна во промовирањето на медиумската писменост во земјата, заложба која е препознаена и од Европската комисија во извештај за напредокот на нашата земја во 2022 година. И оваа година во организацијата покрај Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се вклучија голем број на членки на мрежата за медиумска писменост и нивни поддржувачи, како што се Македонската радиотелевизија, Македонскиот институт за медиуми, ИРЕКС, проектот на УСАИД за медиумска писменост Младите размислуваат, Институтот за комуникацијски студии, МОВ, Коалиција Маргини, Фондација Метаморфозис, ПИНА, Филолошкиот факултет Блаже Коневски, Институтот Макс Вандер Штул, Делегацијата на Европската Унија, Советот за етика кон медиумите, Лице в лице, Meta.mk, Portout.mk, Агенцијата за филм, Кината Милениум Синеплекс, Кинотека на Република Северна Македонија и дистрибутерската куќа Ката Веј. Под мотото размислувај критички, составија целата приказна, во денешниве денови на медиумска писменост чопатат низа настани кои ќе се одржуваат онлайн и во живо, како и посебни медиумски содржини и филмска програма преку кои ќе се отворат повеќе аспекти на различностите во медиумите. Преку организацијата на овие настани, нашата земја се приклучува кон глобалната мрежа Недела на медиумска писменост и информатичка писменост на УНЕСКО, чие што мото е негување доверба, императив за медиумска и информатичка писменост. Во текот на овие денови, јавноста ќе има можност да присуствува на работилници, дебати, видео и панел дискусии, презентации, изложби и филмски проекции. Темите на настаните ќе бидат најразлични. Активности за развој на критичко размислување без стереотипи, преку медиумска писменост до образовани млади генерации ослободени од предрасуди, различностите и дезинформациите во Западен Балкан, идната генерација во ерата на дезинформациите, техники на новинарско пишување и препознавање дезинформации, како медиумите известуваат за младите на маргините, моралната паника и представата на ЛГБТ во медиумите, какви се медиумските потреби на лицата со попречленост и така натаму. Након што ќе има многу интересни настани, за кои веруваме дека ќе го привлечат вниманието и на јавноста, но и на медиумите.
Оваа година за прв пат во рамките на деновите е вклучена филмска програма, за што би сакал да изразам голема благодарност за Агенцијата за филм и работната група за филмска писменост на мрежата за медиумска писменост. Филмската програма е поделена во два дела. Едниот дел од програмата е наменет за лица со попреченост, кои со бесплатни билети ќе можат да следат филмови од редовниот репертоар на кината Милениум и Синеплекс во период од 23 октомври до 1 ноември и во кинотеката на Република Северна Македонија за филмовите на 25, 26, 28 и 29 октомври. Билетите задолжително треба да се резервираат на билетарницата еден ден однапред. Вториот дел од програмата вклучува бесплатно прикажување на тематски филмови наменети за деца од основните училишта од 6 до 9 оделение. Станува збор за филмовите Брат ми брка диносауруси, чија тема е живот на и со лица со Даунов синдром, Хакер, кој се однесува на видео игрите и Карира Нинджа, во кој се обработува прашањето на булингот. Проекциите ќе се одржат во кината Милениум, Синеплекс и кинотека на Република Северна Македонија, а филмовите се обезбедени од дистрибутерската куќа КТВ. Повеќе информации за деновите на медиумска писменост може да се најдат на веб страниците mediumskapисменост.mk и avmu.mk, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube каналот на медиумската писменост. За неделата на медиумска писменост агенцијата изработи и спот во три јазични верзии на македонски, албански и англиски јазик, е доставен спот зборувам аудио и видео за телевизиите, испратен е до сите медиуми во Република Македонија и би ве замолил во рамките на вашите редакции да овозможите бесплатно емитување на овие видео спотови. На самиот крај ве поканам заедно да ги следиме настаните во рамките на деновите на медиумска писменост 2022 година и со тоа да придонесеме кон заложбите за нови генерации медиумски писмени и активни граѓани ослободени од стереотипи и предрасуди. Денеска агенцијата за прв пат, не само во рамките на неделата за медиумска писменост, пресуд се пренесува на ваков начин за лицата со попреченост и ве повикувам и во оваа недела на медиумска писменост, а и во текот на целата година медиумите активно да се вклучат, иако за тоа немаат законска обврска, да ги направат достапни своите содржини за оваа категорија на граѓани. Ви благодарам. Доколку има и некакви прашања поврзани со темата, ви стоиме на располагање да одговориме. И ве повикуваме покрај настаните што ги организираат другите членки на мрежата, од петок на 12 часот повторно во агенцијата веќе ќе бидеме организатори на настан во рамките на неделата за медиумска писменост. Доколку нема, ви благодарам за присуство. Да, ќе ги пуштиме сега. А може да ги пуштите сега, за да ги... Така, да.